Поштувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани им доставува на граѓаните повисоки сметки за данок на имот во однос на изминатите години. На нивните оправдани реакции и прашања од општинската администрација одговараат дека се е според законот, а причина за зголемувањето на давачките било вклучувањето на дворните површини кои подлежат на данок. Повисоки финансиски давачки имаат граѓаните на име данок на имот за 2016 година. Овластените разнесувачи кои ги ангажираше општина Кочани од пред 2 недели им ги доставуваат сметките во кои се впишани повисоки суми во однос на претходните години. Иако немаат промени, односно зголемување на имотната состојба, граѓаните треба да платат по неколку стотини денари повеќе од лани, што остава отворени прашања за причините за повисоките давачки. Предпоставките дека се работи за некаква грешка ги ставаат во дилема дали да ги платат таквите сметки или да побараат објаснување од надлежните. Сепак, од општинската администрација велат дека се е според законските прописи и не станувало збор за грешка или своеволно зголемување на даночните обврски. Прашање до градоначалникот за зголемените сметки за данок на имот имаше и на последната седница на Советот, на која тој рече дека порастот бил символичен, а сметките морало да се платат. Јас уште еднаш ќе повторам дека се зголемени за 2016 година заради законската обврска за вметнување на градежното дворно земјиште. Кај оние кои што имаат двор, значи кај оние кои што и тие се мошни минимални, символични од 2 до 5% се, во зависност од величината на дворното место кое што го имаат. Оние кои што живеат во стамбени објекти, знаете дека немаат зголемување. Податоците од општинската администрација во поглед на финансиската дисциплина на граѓаните покажуваат високо ниво на одговорност. За минатата година од нив биле наплатени сите побарувања за данок на имот, па дури имало и надфрлање од 7%. При тоа во општинскиот буџет по овој основ се слеале околу 190.000 евра, па граѓаните со право очекуваат локалната самоуправа да се реваншира и да ги реализира ветените нови капитални инвестиции и да создаде подобри услови за живење. Втор ден продолжува незадоволството на родителите чии деца учат во основните училишта во Вилница, а за кои од почетокот на оваа недела започна сменското работење во изведувањето на наставата. Советот на родители од основното училиште Гоце Делчев пак го демантира градоначалникот Дончев дека во организирањето на протестот имало политичка позадина. Продолжија протестите на родителите и на вториот ден по спроведувањето на одлуката за воведување сменско работење во основните училишта во општина Виница. Изутрината во подрачното училиште Гоце Делчев во Истибања, учениците од одделенска настава останаат дома, а оние од предметна, наместо во училниците, ги чекаа своите наставници на столчињата пред влезот на училиштето. Заедно со нив беа и дел од родителите, кои не се согласуваат со промените во термините за изведување на наставата. Пред камера не сакаа да коментираат одлуката на училишниот одбор, за која само рекоа дека е донесена своеволно и без да се земе предвид мислењето на Советот на родители. Истовремено пак, Советот на родители од основното училиште Гоце Делчев испрати писмен допис во кој го демантира тврдењето на градоначалникот Емил Дончев оти протестот имал политичка позадина. Според нив, во советите на родители во сите училишта во државата влегуваат родители на деца, при што политичката определба немала никаква улога во носењето на заедничките ставови. Тие не се согласуваат учениците од одделенска настава на училиште да одат наизменично по 1 месец во прва и втора смена, сметајки дека воопшто не било земено предвид нивното мислење за таквата новина. Големите да се одат са бали како што се одат, а маленките деца после планат да се идат. Ово дете спи до 9 сата, до 10. Јас са бали го дигаев да јас сум баба на неа. Мајка е у 6 сата оди на работа. Ја што ќе правам со ово дете ако почне секој се бали да плаче? Треба да се учи како учено. Она се знае од 1 сат, а не децата да се збуна сега што ова работи спадени са децата од училиштите. Според Советот на родители, сменското работење ќе немало никаков позитивен ефект ниту за училиштата од финансиски, ниту за учениците од педагошки карактер. Со воведувањето на ваквата измена пред крајот на учебната година, на најмалите ученици само им се наметнувала обврска да стануваат рано наутро, што ќе влијаело и врз вонучилишните активности со кои тие се ангажирани. Продолжува борбата со ставање ред во превозот во патниот сообраќај на територијата на општина Кочани.
Дивите и понатаму ги оштетуваат легалните таксисти и возат без соодветна документација за превоз на патници. Сообраќајните инспектори фатиле уште тројца нови, а во наредниот период најавуваат позастилени контроли на терен. Сообраќајните инспектори заедно со полициски службеници од полициската станица Кочани постојано излегуваат на терен со цел затекнување на лицата за вршење нелегален превоз на патници. Сообраќајните инспектори со посебни мерки за откривање на дивите таксисти. Минатата година 25 годинава фатени се уште тројца нови диви превозници. Во 2015 година се фатени и казнети 25 лица. Постапките се веќе завршени и истите се задолжени да ја платат глобата. Во 2016 година до овој период се фатени само тројца. Значи, често се јавуваат исправните таксисти кои се со целокупна документација и се жалат на нелојалните таксисти кои во нивна близина на такси постојките ги изимат нивните патници и претежно на така да се изразам, на некултурен начин им ги зимат пред носот и ги услужуваат. Но и покрај тоа, мал број ги фаќаат на дело, затоа што со голема брзина се шири веста дека инспекцијата е на терен и дивите таксисти веднаш се кријат. Самото наше присуство, излавање на терен, многу брзо се открива и се рефлектира одма преку нивните радиостаници, преку телефоните мобилни, дека сме на терен и успеат у тај период, значи, да се скријат, да не возат. Значи, многу тешко ги совладуваме. Непознат е бројот на дивите таксисти кои нелегално работат во овој регион, но има и легални таксисти со несоодветни лиценци за работа. Од друга страна пак, законот не налага одземање на возилата и затоа оди потешко. Гицов додава дека дивите таксисти не ги оштетуваат граѓаните со наплата на поскапа тарифа, туку оштетата ја трпат легалните, затоа што тие чекаат патници на одредени места за такси возила, а дивите ги има насекаде и полесно доаѓаат до патници. Инспекторите апелираат за соработка со легалните таксисти, односно да ги информираат инспекцијските служби за појава на диви таксисти, за да благовремено се реагира и да се санкционираат тие појави. Што се однесува за апелот за граѓаните, инспекторите ги замолуваат да внимаваат во какво такси возило се возат и да не се качуваат во необележани возила, од причина што и сигурноста им е намалена и дополнително се малтретирани на патот од страна на инспекциите, кои мора да го потврдат дивиот такси превозник. Гицов додава дека во наредниот период инспекцијските служби ќе преземат позасилени мерки на терен со цел воведување ред во превозот во патниот сообраќај и доследно почитување на законските прописи. И вели дека истите фатени диви таксисти и покрај изречената казна и понатаму некои од нив дрско се однесуваат и пак го употребуваат возилото и возат нелегално. Според законот за превоз во патниот сообраќај предвидена е глоба во износ од 500 евра во денарска противредност за лица кои вршат јавен превоз без соодветни дозволи и без лиценца. Градоначалниците на Кочани и Виница деновиве земаат активно учество на симпозиумот на градоначалници во Грац, Австрија, урбано планирање и урбан развој во југоисточна Европа. Симпозиумот е во организација на Светска банка во рамките на програмата која има за цел да ги зајакне капацитетите на локалната власт во југоисточна Европа и да ги опреми локалните власти, градските администратори и техничкиот персонал со практични алатки за донесување одлуки со цел ефикасно да управуваат со урбаниот развој за поинклузивен и одржлив раст. Иако глобална по обем, програмата е таргетирана за југоисточна Европа, вклучувајќи ја и Македонија. На симпозиумот учествуваат и градоначалниците на Крива Паланка и Гостивар. Поделени се мислењата на граѓаните во однос на она што му недостасува на Кочани за да биде подобро место за живење. Канал 8 меѓу жителите во градот. Многу автомобили, а малку места за паркинг на возилата, недостиг од јавни тоалети, невработеност кај младите лица, како и неискористеноста на геотермалната вода со која располага општината, се некои од темите и размислувањата на граѓаните на Кочани во однос на она што недостасува и што треба да се направи во општината. Па те направија улиците, што да правиме, убаво е, ја од моја страна е убаво. Најлоша е работа што, да речеме, паркинг, мислам, меѓу најзатепаните градови у Македонија сме со паркинг,
за удобност над предходните нещо по-добро направија, али сепак треба уште да се работи, никој пат не е доста. Има фамилии кои, да речеме 3-4 члена, никој не работи, има фамилии по 8 члена, 6 члена, сите се од најмало до најголемо вработено. Значи, тука не е еднакво, таа застапеност. Знаеш. Кочани е под топла вода, тука бањи треба да има. А имаме у бање и таа е укинаа бања. Треба да имам Кочани барем една бања. Имаме базен, викаат дека ќе го покриват, не е покриен. А над базенто има цевка со топла вода, мислам пунат за пиење народот. А треба таму барем еден објект, една бања да имат за Кочани. Едно, а друго, викат до 29 години запослуват, над 29 години ние што да правиме, дека да идеме? Логично да се заработуват, да имат логито пари, да може да живеат малку по-добре и проектите после ќе се идват сами по себе. Овака млади се избегаа пространство, тука имате Кочани стечајци, технолошки, нема пара едноставно и шо нема пари. Јавно ВЦ му фале на Кочани. Има го тука, некој се замислува, не дава да се отворе. Се сакат да го дислоцират пазарот. Зашо и смета пазарот? Дека да го стават? Дислокација на пазарот. Тражат. Смета и на градоначалник или на кој. Зашо? Толку години, јас сум 60 кусур години, пазарот се и се таму. Значи треба да се остане там. Улицата нека направат од ки собранието едносмерна нагоре, онаа надоле едносмерна и се е решено. Што се однесува за инфраструктурата, повеќето од анкетираните граѓани истакнаа дека и тука има одредени недостатоци, но во целина се задоволни од се почестата работа на асфалтирање на улиците, со што градот добива друга слика. Управата за јавни приходи ги подсетува граѓаните дека се уште тече законскиот рок за поднесување годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок за 2015. Периодот во кој што треба да го сторат тоа е најдоцна до 15 март. Управата за јавни приходи упати подсетување до граѓаните дека при крај е законскиот рок за поднесување даночна пријава за утврдување на висината на персоналниот данок. Според дописот, годишна даночна пријава треба да поднесат граѓаните кои оствариле приходи како лични примања во вид на плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот. Исто така, пријава треба да поднесат и граѓаните кои оствариле надоместок за време на боледување, за време на отсуство од работа, како и за плата остварена со работа во странство, врз основа на работен однос заснован во земјата, и секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица. Годишна даночна пријава се поднесува и за приходи од земјоделската дејност, ако граѓанинот остварува приходи и од други извори. Пријава треба да се поднесе ако во текот на годината биле остварени приходи од самостојна дејност, од имот и имотни права, приходи од авторски права и права од индустријска сопственост, како и приходи од капитал и капитални добивки. Со оглед што на одоночување подлежат и добивките од игри на среќи и други неспомнати приходи, потребно е и за нив да се поднесе пријава. Граѓаните кои во текот на минатата година остварувале само приходи од плата и пензија, приходи од земјоделска дејност и приходи од самостојна дејност, не се должни да поднесуваат годишна даночна пријава. Поднесувањето на пријавите е во даночната канцеларија на Управата за јавни приходи, најдоцна до 15 март. На даночните обврзници кои нема да поднесат даночна пријава во определениот рок, ќе им се изрече глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност. Во Музејот Теракота во Виница презентиран проектот Градење прекугранична културна соработка од прекуграничната соработка помеѓу Република Македонија и Бугарија. На презентацијата присуствуваа околу 50 ревизори од повеќе европски земји, кои освен со проектот се запознаа и со археолошкото богатство на Виница. Во рамките на семинарот на ревизорски тела и канцелариите за подршка на Националниот координатор за авторизација на земјите кориснички на средствата од инструментот за предпристапна помош, што се одржа од 22 до 25 февруари во Берово, е извршен увид на проектот Градење прекугранична културна соработка од прекуграничната соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Околу 50 ревизори од повеќе европски земји во Музејот Теракота во Виница ја проследија презентацијата на градоначалникот на Виница Емил Дончев за целосната реализација на проектот и има можност да се запознаат со археолошкото богатство на Виница.
Покрај ангажманот за ревизија на проектот на Виничко кале и покрај дождливото време, учесниците со големо внимание ја сослушаа кратката презентација за значењето на еден од најзначајните археолошки локалитети во Република Македонија, во кој општина Виница постојано вложува. Следува информацијата од спортот. Сребрен медал на Балканското првенство во Турција освои кочанскиот каратист Адил Мехмет, кој настапува за карате клубот Металург од Скопје. Со тоа уште еднаш ја потврди добрата форма и докажа дека со право веќе 2 години е член на македонската карате репрезентација. Одличен настап и солиден успех имаше каратистот Адил Мехмет на 18-тото Балканско карате првенство што се одржа во Истанбул. Во категоријата до 67 килограми, кочанскиот каратист, кој е член на скопскиот карате клуб Металург, го освои второто место и се закити со сребрен медал. Во борбата за златото, тој беше минимално поразен од Стеван Јоксик од Србија, и тоа со само 1 поен на 5 секунди пред крајот на борбата. Претходно, во полуфиналето, Мехмет го победи Менсур Џоџиќ од Босна и Херцеговина со 5:0. Пред тоа извојува и 3 победи, и тоа против Богдан Абијану од Романија со 3:0, Омер Кемалоглу од Турција со 4:0 и Младен Рајлиќ од Словенија со 1:0. Таквите резултати, во кои тој на своите противници не им дозволи да освојат ниту еден бод, доволно зборува за неговата одлична форма и е потврда за довербата што ја доби за да ги брани боите на македонската карате репрезентација. Адил Мехмет, заедно со неговиот репрезентативен колега Енес Смајлагиќ, кој стана балкански шампион во категоријата до 75 килограми, се единствените македонски представници кои имаа забележителен настап и донесоа медали за Македонија. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на kanal8.mk. Довидување.